По-гевгелиските и струмичките активисти против изградба на рудници реагираат на одлуката на Уставен да се поништи успешниот референдум во Гевгелија. Според Здрава Котлина, уставните суди одат против волјата на народот кој се изјасни против тешка и загадувачка индустрија во нивните реони, што се коси со нивното право за здрава и чиста животна средина. Ова е само една потврда дека нашето судство веројатно не е независно. Голема веројатност е таа. Значи, уставот и законите се да ги штитат сите граѓани во државата, не да ги штитат само профитите на бизнисмените. Таа спрега меѓу судство, бизнис, едноставно мора да се раскине ако сакаме да одиме напред. Вчера реагираа и од Сдруженијето Спас за Гевгелија. Смета дека Уставен донел срамна одлука и побараа судиите да си дадат оставки. В случајот на Гевгелија, мислењето општината одлучи да го дадат граѓаните и затоа се одлучи да отиде на референдум, на кој излегува 70% од граѓаните и од тие 70% 99% рекоа не сакаме да се отвараат рудници во Гевгелија. За жал, Уставниот суд не го зеде тоа во предвид, донесе ваква скандалозна одлука. Граѓанската иницијатива Здрава Котлина за утре закажа протест против изградба на рудникот Иловица. 2 часа ќе се блокира раскрсницата од Струмица кон Бугарија. Бараат владата да го раскине договорот со концесионерот. Да се земе концесијата на Euromax Resources поради кршење на низа закони, значи првенствено законот за минерални суровини, законот за екологија. Понатаму, значи, имаме исто второ барање, ние да се усвои законот за минерални суровини, кој што моментално е во парламентот. Концесионерот Euromax тврди дека нивната инвестиција вредна околу 340 милиони евра нема да ја загадува животната средина. Рудникот со отворен коп ќе биде модерен и безбеден, без негативно влијание врз земјоделството. Заради одлуката на Уставниот суд и на изјаснувањето на владата, активистите од југоистокот најавуваат серија протести против изградба на рудници во овој дел од државата.